Да ги погледнеме кратките најави за денешниот дневник. Ветрот го отежнува гаснењето на пожарот на Галичица. Неопходна е помош од воздух. Презентиран археолошкиот локалитет Музеј на вода пред представници од швајцарската амбасада. Општина Охрид бележи тренд на зголемување на приходите од туристичка такса. Водовод апелира на разумно користење на водата. Од полној поевтинуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 33 степени Целзиусови. Во вторник, локално во западна, северозападна, централна Европа и во областа на Алпите ќе преовладува умерено облачно, посвежо и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Услови за врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Скандинавија. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 33 до 39 степени. Во Македонија во вторник тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време со невообичаено високи дневни температури за овој период од годината. Утринските температури ќе се движат во интервал од 13 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 31, односно до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во вторник тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време. Ќе дува умерен слаб североисточен ветер. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во среда и четврток тропски денови ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 34 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 20 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 8 денови бесне е пожарот на Галичица. Откако ќе се стави под контрола огнот, повторно ветрот го враќа на македонска страна. Вчера попладне пожарот се прошири кон Преспанскиот дел кон Стење и Магаро. Постои опасност да навлезе во шумите. Ренџерите бараат помош од воздухоплови. 8 денови трае битката со огнената стихија на Галичица. Иако со денови се делува и од купно и од воздух, неповолните временски услови, силните ветрови, повторно огното од Албанска го враќаат на македонска страна. Вчера немаше акција со воздухоплови, па по плането пожарот се прошири кон Преспанскиот дел, кон Стење и кон Магаро, а на кота 12 се слушаа експлозија од гранати од Првата светска војна. Во моментов активни се 3 критични точки. Крака. Едниот веќе е горе према 10 и 9 каде континуирано во 2007 година ни дојде пожарот и во 2021 година кога исто имавме пожар исто од таа страна и влезе во длабоко во наша територија. Тоа е сега еден критичен момент и двата се на Преспанскиот дел, веднаш од поднасата линија испод кај што ја држиме. Едниот оди кон село Горица од албанската страна може да навлезе преку граничниот премин со Република Албанија во Македонија, всушност над Стење, а другиот е погоре над кота 12 и веќе се заканува да влезе зад кота влегува 12 во Република Македонија постепено. Екипите денонокно се мобилизирани, пожарникари, рейнџери, спасители на планина и местното население. Проблемот е што од албанската страна се уште нема посериозна реакција. Потребна е итна акција од двете држави и да се делува од воздух за да се стави под контрола. Апелираме и бараме помош од воздух да можеме ние со жива сила да го то после локализираме, држиме под контрола. Во спротивно ќе се шири пожарот и ќе биде многу проблематично во следните денови бидејќи нема најава за дожд и ќе биде многу лошо. Пожарот бесне е на непристапен терен на 2000 метри надморска височина. Гори ниска вегетација, трева и смрека, но постои опасност за негово проширување и во шумите. Средба на представници од швајцарската амбасада и веде директорот на Завод и музеј Горан Патчев. На средбата бил презентиран познатиот археолошки локалитет Музеј на вода на околна населба Залив на Коските. Во Музејот на вода на околна населба Залив на Коските, вчера директорот на Завод и музеј Охрид, Горан Патчев, оствари средба со делегација од швајцарската амбасада, начело со заменик шефот на мисијата и вршител на должност, господја Михал Харари.
На средбата бил презентиран познатиот археолошки локалитет со потенцирање на претходните соработки со Универзитетот во Берн, тогашните истражувања и резултати, како и идните планови за соработка, се вели во соопштението од Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид. На средбата од страна на швајцарската делегација присуствувале и Анета Дамјановска, национален програмски офицер при амбасадата на Швајцарија, Горан Дамовски, директор на швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост, Тања Георгиевска, заменик директор на програмата за зголемување на пазарна вработливост, Зоран Тодоровски, експерт за туризам на програмата за зголемување на пазарна вработливост и генералниот менаџер на Фибула Травел Асим Меджедовиќ. Разговарале и со Милутин Секуловски од Нуркачкиот центар Амфора од Охрид за локалитетот Плоча, Миќовград, со кого и претходно биле остварени соработки преку швајцарската амбасада, а во однос на нуркачки активности и подводна археологија. Презентацијата на целиот комплекс ја водел кустос магистар археолог Христијан Петровски, информираат од Завој и Музеј Охрид. Општина Охрид во првата половина од годинава прибрала далеку повеќе средства од туристичка такса споредено со лани. До крајот на 2024 се очекува во општинската каса да се слеат повеќе од 25 милиони денари по овој основ. Најголем дел од средствата доаѓа од хотелите. Овластените инспектори за туристичка и угостителска дејност во шпицот на сезоната имаат полни раце работа во постапување по пријави за нерегистрирани издавачи на соби и апартмани. Општина Охрид бележи тренд на зголемување на наплатата на туристичка такса последниве 3 години. Во првите 6 месеци од годинава по овој основ, општината има приход од околу 5,7 милиони денари. Споредено со истиот период минатата година, наплатила за околу 1 милион денари повеќе туристичка такса. Очекуваме до крајот на 2024 година ваквиот тренд да продолжи, со оглед на фактот што во првата половина од тековната година прибраните средства се далеку повисоки во однос на истиот период од претходните години, велат од локалната самоуправа. Ако се погледнат извештаите за последните 3 години, се забележува постојано зголемување на приходите од наплата на туристичка такса, или во 2021 година биле наплатени 12,2 милиони денари, 2022 17,5 милиони денари и во 2023 година од туристичка такса биле наплатени 20,3 милиони денари. Најголем удел во овие приходи имаат хотелите на Охридската ривиера. Бројот на регистрирани даватели на гостителски услуги од мал обем или станоиздавачи во Охрид е 3049. Хотелиерите сметаат дека во Охрид далеку е поголем бројот на издавачи на соби и станови кои не се регистрирани. Ние гледаме многу повеќе народ отколку што имаме капацитети. Че треба да имаме евиденција некаква, пошто еве разговараме често колку е, каква е сезоната, колку е исполната и како е исполната, ние немаме никаква евиденција за тоа, пошто има многу од луѓето кои живеат во Охрид и надвор од Охрид, небитно, кои се издаваат на своја рака. Јас така би го рекол тоа, значи се издаваат без пријавување на гости. Приватните ги има многу повеќе отколку хотелски капацитети. Се издаваат станови, соби, прилагодени простори за тој извесен период, кај што никој нема никаква евиденција. Треба да се пронајде, да се изнајде некаков начин на кој што ќе можат сите тие да се откријат. Тројца инспектори во рамки на Оделението за инспекцијски надзор при општина Охрид вршат надзор од сферата на туристичка и гостителска дејност. Покрај редовните контроли на сместувачките објекти на физички и правни лица, хотели, мотели, кампови, одморалишта, тие често се на терен по пријава од граѓани. Пријави, вака сега ќе ви кажам, пријави добиваме во најчесто во текот на шпицот на сезоната, односно сега, овај период. И согласно закон, затоа што ние работиме покрај овие закони што ви ги спомнав, закон за туристичка дејност, закон за угостителска дејност, закон за такса за временен престој, работиме и според закон за инспекцијски надзор и сме должни на секоја пријава да излезиме и да одговориме. И тоа го правиме во рекорден рок. Постапуваме согласно закон за угостителска дејност. Тоа е член 67 од законот за угостителска дејност и кажува дека секое физичко лице кое не постапуваат согласно законот за угостителска дејност се казнуваат од 100 до 250 евра. Доколку ние затекниме такво лице нерегистрирано
прекршочен платен налог носиме на лице место и тоа лице се санкционира. Според проценките на службите од општината, приходот од туристичка такса за оваа година се очекува да надмине 25 милиони денари. Додаваат дека средствата собрани од туристичка такса се реинвестираат во програмата за развој на туризмот за проекти и активности за поддршка на туристичката сфера. Од јавното предпријатие Водовод Охрид апелираат на разумно користење на водата. Можни се испади во системот во повисоките зони. Јавното предпријатие Водовод апелира до граѓаните и гостите кои престојуваат во Охрид на разумно и рационално користење на водата, наменски и за лична употреба, а не за наводнување на паркови, земјоделски насади, полнење базени, миење дворови и слично, особено во услови на надпросечно високи температури деновиве. Од јавното предпријатие информираат дека поради енормно зголемената потрошувачка на вода и исполнетоста на градот со туристи викендов, имало неколку испади на водоснабдителниот систем, кои резултираа со намалување на притисокот во високата зона на градот и приградските населби. Додаваат дека можни се повторни испади на водоснабдителниот систем, особено по 18 часот во повисоката зона на градот, како и приградските населби, особено Лакочере и Лескоец, Рача и Белгошти. Од јавното предпријатие Водовод се надеваат дека корисниците ќе се придржуваат на нивните апели за рационално користење на водата, со што ќе придонесат за стабилизација на системот. Регулаторната комисија за енергетика објави дека од вечерва на полноќ ќе поевтинат бензините и дизелот. Во согласност со методологијата која регулаторната комисија ја користи за пресметка на цените, од вечерва на полноќ малопродажните цени на горивата се намалуваат во просек за 0,85%. Цените на Евросупер 95 и Евросупер 98 се намалуваат за 1, односно 1,5 денари. 1 литар 95 октански бензин ќе чини 79,50 денари, додека 1 литар 98 октански бензин ќе чини 81,50 денари. И цената на дизелот се намалува за 1,5 денар, па 1 литар дизел од вечерва на полноќ ќе чини 71 денар. По Дневников следува нова видеосторија од серијалот Заедницата има многу лица. Во вечерашната епизода за животот во Охрид зборува Марта Пејоска, дипломиран инженер-архитект, дизајнер и изработувач на накит од сребро, филигранска техника, собственичка на галерија за современ накит и филигран, едриличар, волонтер-спасител во планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 23 лица загинале во лизгање на земјиштето на огромна депонија во главниот град на Уганда, Кампала. Одронот се случил по неколку неделни обилни дождови. Спасувачите продолжуваат да ја пребаруваат депонијата со надеж дека ќе најдат уште преживеани. Председателот на Уганда наредил истрага за тоа како на луѓето им е дозволено да живеат толку блиску до потенцијално опасна депонија. Градските власти со години се обидувале да најдат ново место за депонирање на отпадот, кој на оваа депонија се носи од 4 милионскиот главен град Кампала. Многу луѓе заработувале од пребарување на отпадот и продавање на работите што ќе ги најдат таму. Огнен обрач околу Атина. Шумските пожари поттикнати од силните ветрови беснеат кон Атина, горејки дрвја, куки и автомобили и принудувајќи евакуација на најмалку 11 градови и села, изјавиле грчките власти. Повеќе од 560 пожарникари, 15 противпожарни возила, 17 авиони и 15 хеликоптери се борат со пламените јазици, на некои места достигнувале и до 25 метри во последниот пожар кој избухнал во близина на Варнавас, 35 километри северно од Атина. Гаснењето на пожарот го отежнуваат силните ветрови кои постојано ја менуваат насоката на ширење на пламенот, изјавил официјален представник на противпожарната бригада. Илјадници жители се уште ги напуштаат своите домови, а евакуирани се и 3 болници. Властите се на високо ниво на приправност за пожарите до четврток, а метеоролошките експерти предупредуваат за многу тешка недела. Половина од Грција ќе биде во црвено, изјавил министерот за климатска криза и цивилна заштита, наведувајќи дека температурите ќе се околу 40 степени Целзиусови и ќе бидат пропратени со силни ветрови, што представува дополнителна опасност за ширење на пожарите.
Хеликоптер кој извршувал неодобрен лет се урнал во покривот на хотелот Хилтон во северниот австралиски град Кернс, при што загинал пилотот. Евакуирани се стотици гости на хотелот откако избил пожар, соопштиле властите. Во полициското соопштение било наведено дека несреќата била изолиран инцидент и немало опасност за јавноста и дека намерите на пилотот не се познати, пренесува Reuters. Отворена е истрага за причините поради кои дошло до несреќата. Заменик министерот за енергетика на Украина уапсен поради примање подкуп од $500,000, соопштила службата за безбедност, специјализираното обвинителство за борба против корупција и Министерството за енергетика во Киев. За таа сума од $500,000, заменик министерот им ветил на директорите на државните предпријатија кои работат во басенот на јаглен Лавов Волин дека можат да користат рударска опрема од рудниците од фронтот во регионот на Донецк. Според информациите на украинските медиуми станува збор за уникатна и ретка опрема на една од државните компании за јаглен. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!